Процесот на екстерното тестирање на вистина веќе се одвива 5-та година, процедурата си се одвива според правилникот за екстерното тестирање, тековен е тој процес, учениците се веќе и адаптирани и навикнати, исто така и професорите, нема навистина од еуфорични ситуации и проблеми. Едноставно, денеска да, е последниот ден, ние во нашата гимназија со оглед на тоа што се опфатени повеќе ученици, поголема, помасовна бројка, рамномерно ги распределивме во 4 дена, 4 термини, што значи дневно се опфатени 506 ученици и моментално чекаме во секој момент да стартува системот, да започнеме. Првиот термин започнува во 9:30 часот до 10:30, од 11 до 12, од 12 до 1 и од 2 до 3 часот, до 15 часот. Во врска со она што пред малку ме запрашавте, во зимскиот период беа опфатени со екстерното тестирање матурантите, значи учениците од 4-та година. Стануваше збор за мало задоцнување во системот и токму затоа од половина час доцнеше стартувањето. Овој пат можам да забележам, со оглед на тоа што се опфатени многу поголема бројка на ниво на цела Република Македонија во основните и во средните училишта, апсолутно немаше задоцнување и никаков проблем во тој дел. Знаеме дека 3 дена пред тестирањето учениците дознаваат кој предмет ќе полагат, прашањата ги имаат во увид. Дали уште се чувствува таа паника за екстерното тестирање? Веќе од 2012 година ова тестирање се спроведува оваа година. Како учениците од 1 па до 4 година се справија со овој, да кажеме, стрес? Стрес, така. Значи, јас повторно ќе истакнам, нема потреба од стресни ситуации, меѓутоа потполно ги разбирам учениците на таа возраст. Значи, тоа е сепак период кога навистина станува збор за испит на крајот на краиштата. Сите ние сме полагали испити, допрва и на факултетите ги очекуваат испити, така што треба да се адаптираат и навикнуваат. Меѓутоа, дека буквално станува збор за некакви нервозни, стресни ситуации, не можам да забележам. А и да има. Затоа сме ние тука професорите да работиме со нив. Мислам, уште едно тестирање доаѓа и од државната матура, тука матурантите ќе бидат опфатени. Како оди и таа подготовка и тоа тестирање сепак треба да го завршат пред конечно да се ослободат за факултет? Кога станува збор за државната матура, значи дефинитивно станува збор за еден испит на зрелост. Точно во тек е и полагањата испитите од државната матура, заедно со овој процес на екстерно тестирање. Ни остануваат уште во понеделник 13 се полага англиски јазик и на 15 е последниот испит од државната матура.